Во Часев Јар, Украина, градските работници велат дека смртните случаи и бомбардирањата сега се редовна појава. Тие велат дека сега нивната главна работа е да ги убедат луѓето кои остана да се евакуираат од градот. В останній час у нас дуже багато людей виїхало. Многумина веќе заминаа, дел од хуманитарната помош се уште е тука. Сакаме да ја пренесеме оваа хуманитарна помош од тука на побезбедно место. Заслоништата тука се нарекуваат непобедливи точки. Обезбедуваат електрична енергија за полнење телефони и пристап до интернет. Околу 20% од населението останува во Часев Јар, но повеќето градски служби не работат. На секоја улица, домовите и деловните објекти се оштетени или уништени. Почему? Пострадало, окна повылетали. Тоа беше оштетено, прозорците се искршени. Да, главно прозорците се искршени. Ги покривме со пластични церади и животот продолжува. Часев Јар е оддалечен на околу 10 километри од градот Бахмут, каде моментално се води најдолгата и најсмртоносната битка во Украина. Ова видео го снимавме во јануари, додека во Бахмут се покаже. Повеќето наблюдувачи како новинари и хуманитарни работници не биле во Бахмут повеќе од 1 месец. Во тоа време, жителите едва и преживуваа од донираната храна и вода во подрумите и заслоништата. Додека хуманитарните работници доставуваат храна и вода до непобедливите точки во Часев Јар, тие велат дека овој град изгледа морничаво, исто како што изгледал Бахмут пред 1 или 2 месеца. Очень все разрушено, то есть вот если взять... Овој град сега е тешко оштетен. Последен пат кога бевме тука беше една целина. Тоа беше пред околу 3-4 недели. Украина вели дека планира да започне масовна контраофазива оваа пролет по зимските битки, во кои загинаа многумина и резултираа со мал напредок за било која страна.